Киро Глигоров е еден од најсериозните предлози за преименување на аеродромот во Скопје, како што дознава ТВ Нова од партиски извори. Немањето на договор со коалицијскиот партнер ДУИ било причина што Заев уште на средбата со Ципрас не го објави новото име на аеродромот, како што тоа го стори со автопатот кој сега ќе се вика Пријателство. Партиите на албанците, посебно ДУИ, не се согласуваат името на аеродромот во Скопје да се преименува во Киро Глигоров. Албанските партии, и тие од власта, и тие од опозицијата, сметаат дека името на првиот македонски претседател не е вистинска личност да го носи името на аеродромот, бидејќи за време на неговото владење албанците во Македонија имале најмали права. Тие го сметаат Глигоров за највиновен за настаните во Гостивар во 1997 година, а не му ја забораваат ни идејата за време на војната на Косово во 1999 година, кога тој побара да се формира кордон со кој бегалците преку Македонија ќе се транспортираат во Албанија. Премиерот Заев на средбата со грчкиот премиер Ципрас во Давос најави дека покрај автопатот ново име ќе добие и аеродромот, но не кажа кое. Албанските партии посакуваат аеродромот да го носи името на Нобеловката мајка Тереза, но проблем може да представува и тоа што аеродромот во Тирана го носи нејзиното име. Аеродромот Петровец беше преименуван во Александар Велики со владина одлука во 2006 година, што од страна на Грција беше протолкувано како провокација. За подсетување и тогашните грчки власти во 1992 година го преименува аеродромот во Солун во Македонија. Претходно тој го носеше името Микра. И додека македонските власти почнаа со отстапки со цел да се створи позитивна атмосфера за решавање на спорот, во Грција се чини состојбата се радикализира. Протестот во Атина на 4 февруари е официјално закажан. Организаторите соопштија дека го повикуваат грчкиот народ да продолжи со неговата борба, бидејќи како што наведуваат, територијалниот интегритет на земјата е под закана со отстапувањето на името Македонија и оти само со масовно учество на народот тоа може да се спречи. Грчката црква најави дека ќе го поддржи протестот и уште една се изјасни дека е против употребата на името Македонија и бараат промена на нашиот устав.